Марса вика дека е многу среќен бидејќи живее во времето на Young Thug, дека ги слуша постојано старите ствари као Halftime, Hercules, Digits и вика леле колку сум среќен што сум жив. Се слагам брат, иако и јас би го избрал Future пред Young Thug, но дискографијата на Young Thug е и влијанието пред се е незаменливо и немерливо. Речеш како се осеќаш ти? Во врска со Young коментарот на Марса, Да. се слагам, но Што? искрено, знаеш како? Мене повеќе, да, ми се свиѓа Young Thug, но кога беше почетозите, која беа Stoner, која беше тоа 2014-2015 година, и впрочем и кога се упозна со Марси, кога слушавме тоа, кога бевме длабоко со Мигос и Gucci Mane онака, мислам дека не му толку обрнував пажња на Young Thug кој артист, бидејќи само стварно ги знаев најпознатите ствари. Не фрлав многу пажња на микстейп, на сите микстейп што ги вадеше, иако вадеше премногу во тоа време. И повеќе бев свртен кон Future онака, и за мене искрено е исто Future пред Young Thug како и да е, но не го занемарувам неговиот work ethic и знам дека е легенда во тоа што го прави. Мене ми се они двајца единствени кои баш кога прашуваат со кој би требало да има версус Future или Young Thug, они ми се единствени двајца кои би можеле да се парираат еден на друг поради тоа што имаат огромен број на хитови, огромно влијание, во слично време се појавија, они се двајца лидери и предвесници на се ова што се случува после 2015 навака, и двајцата се многу уникатни во своите стилови, и онака нема тоа што се збореше порано дека сите мамбл рапери се исти или ово, они се олицетворение на тоа кое треба да се објаснуваш него, да му кажеш не се слушај едно, слушај друго, слушај колку уникатно, слушај колку е карактеристично за тој одреден артист и не може никој друг и да проба, не може да го скопира никако, може само да биде да проба да го направи тоа. Така да они двајца ми се во различен лейн, али на иста висина според влијание, според greatness, според дискографија, според се.